Почитувани, целта на денешната пресконференција не е да ги критикуваме погрешните политики на владата на ВМРО ДПМН. Денеска нив воопшто нема да ги критикуваме. Целта на денешната пресконференција е да презентираме пакет на итни економско-социјални мерки за да се преживее 2012 година. СДСМ не се бори за тоа да победи на избори, а во меѓувреме да пропаднат и граѓаните и економијата. Поминуваат 2 месеци од 2012 година, работите стануваат многу сериозни како за граѓаните, така и за фирмите. Крајно време е да се преземат конкретни мерки. На денешната пресконференција ќе ви презентирам 15 мерки. Мерките се групирани во различни групи. Првата група се мерки за олеснување на последиците за граѓаните. Мерка број 1. Доделување на месечни ваучери од 2000 денари за основни прехранбени продукти на семејства без ниту еден вработен. Коментар за мерката мислам дека воопшто не е потребен. Мерка број 2. Обезбедување на стриктна примена на Законот за минимална плата преку привремено ангажирање на Управата за јавни приходи како контролор на исплатата на платите. Законот за минимална плата е законска обврска на работодавачите и таа законска обврска мора стриктно да се применува. За таа цел, наместо како сега инспекцијските служби отпосле да ги бараат прекршителите на овој закон, треба во 2012 година УЈП да ја преземе улогата на контролор на исплата на платите. Тоа значи дека не сме во било која варијанта да има уплата на придонеси на плата пониска од минималната утврдена со закон. Мерка број 3. Замрзнување на цените на јавните услуги, како што се цените на водата, комуналните услуги, јавниот превоз и така натаму за цела 2012 година. Мерка број 4. Привремено намалување на акцизата за бензините и поевтинување на бензините. Мерката да се донесе веднаш и да важи најмалку 3 месеци. Цената на нафтата сега е повисока од онаа која што беше планирана од страна на владата кога е правен буџетот. Тоа значи дека со оваквото поскапување на нафтата, изголемувањето на цената на бензините, владата е најрадосна, бидејќи има непланирани приходи во буџетот. Она што треба владата да го направи е само повторно да ја реализира мерката што СДСМ ја предложи истата ваква мерка минатата година. Се надеваме дека за да одлучи владата да го прифати предлогот и да ја реализира оваа мерка, граѓаните и фирмите нема да мора да чекаат цел месец, како што тоа беше минатата година. По истекот на 3 месеци да се направи преоценка за потребата од продолжување на мерката. Мерка број 5. Да се утврди посебна категорија на семејства, наречена земјоделско домаќинство, и за нив да се даваат дополнителни бенефиции. Како земјоделско домаќинство да се определи секое домаќинство во кое 3 или повеќе членови на семејството немаат друго работно место и ангажман и нивна единствена економска активност и извор на животна екзистенција е работата на земјоделскиот имот. Дополнителните бенефиции може да се состојат од повисоки субвенции од вообичаените или од други бенефиции. Втората група на мерки се мерки за зголемување на домашната потрошувачка. Еден од главните проблеми денеска во македонската економија е тоа што заради тоа што состојбите во европската економија, како наш најголем трговски партнер, не се најдобри, извозната побарувачка за нашите производи е намалена и што да се направи во такви околности. Затоа треба да се донесат мерки да се зголеми домашната потрошувачка. Во оваа група, мерка број 6. Воведување на 3 пакети на погодности за фирмите во преработувачката индустрија. Треба да се создаде механизам во кој што фирмите во постојните услови ќе бидат мотивирани да користат што е можно повеќе домашни суровини и репроматеријали. Ќе се дефинира показател за домашна додадена вредност, како сооднос меѓу вредноста на суровините и репроматеријалите од домашно производство, искористени во текот на годината и вкупните приходи на фирмата во тој период. За различни вредности на овој показател ќе се дефинираат 3 пакети на поволности за фирмите како награда за користење на домашни суровини и репроматеријали. Колку повисока вредноста на показателот, толку поголеми поволности би добила фирмата од државата. Мерка број 7. Реализација на проект изгради фабрика, реализирај бизнис.
Домашните инвеститори не се ништо помалку вредни од странските инвеститори. Треба да им се помогне на сите фирми што инвестираат во изградба на фабрика и вработување на одреден број лица. На сите такви фирми што за изградба на фабрика би користеле инвестициски кредит од банките, државата да им помогне на тој начин што ќе ја плати каматата на таквиот кредит. Мерка број 8. Воведување на така наречен даночен празник во текот на еден ден во годината, и тоа конкретно во сабота, еден ден пред празникот Великден. На тој ден, на даночниот празник, сите трансакции на населението од 8 до 18 часот би биле ослободени од плаќање ДДВ. Ослободувањето би важело за набавка на македонски производи со вредност до 20.000 денари по поединечна трансакција поединечно лице. Како македонски производ ќе се третира секој производ кој е произведен во Република Македонија, без оглед дали производителот е во собственост на субјекти од земјата или од странство. Мерка број 9. Во услови на очекуван ребаланс на буџетот и кратење на капиталните инвестиции, предлагаме фокусирање и реализација на суштински важни капитални инвестиции и објавување на нивен список со детали за секоја инвестиција. Тоа значи замрзнување на било какви активности поврзани со панорамско тркало, барокна катна гаража во центарот на Скопје и било какви споменици, и реализација на капитални инвестиции во инфраструктурата и енергетиката. Во следната група се мерки за поддршка на извозниците. Мерка број 10. Докапитализација на Македонска банка за поддршка на развојот и кредитна поддршка на извозниците. Со дел од приходите што државата ќе ги оствари од дивиденда да се докапитализира Македонската банка за поддршка на развојот. Со така зголемениот кредитен потенцијал и можноста директно да кредитира, да се овозможи зголемена кредитна поддршка на извозниците во услови на очекуван значаен пад на поборувачката за македонски стоки и услуги во Европската Унија. Со тоа ќе се овозможи да го преживеат ударот и да ја сочуваат конкурентноста. Следната група се мерки за олеснување на амбиентот за работење на фирмите. Мерка број 11. Преполовување на казните за фирмите, воведување на различни нивоа на казни за фирми со различна големина и замрзнување до крајот на годината на одредбата за затворање на фирмите на одреден период во случај на прекршок. Сегашното ниво на казни е несоодветно за капацитетот на фирмите во Република Македонија и општите финансиски можности на фирмите, особено на малите фирми. Со оглед на тоа што владата официјално се изјаснува дека казните не се значајна ставка и не служат за полнење на буџетот, нема оправдана пречка за итна реализација на оваа мерка. Мерка број 12. Фирмите да можат обврската кон државата за ДДВ при увоз на опрема да ја компензираат со своето побарување од државата по основ на поврат на ДДВ. Доколку некој во денешно време одлучил да увезе опрема за да го зголеми и подобри квалитетот на производството и за да ја подобри својата конкурентност, тогаш најмалку што може да се направи е на таквите фирми да им се олесни работењето и да им се помогне. Мерка број 13. Замрзнување на обврската на фирмите за плаќање на фирмарина во текот на 2012 и 2013 година. Мерка 14. Законско квантифицирање на ценовната стабилност. Во Законот за Народна банка да се внесе конкретна бројка за тоа кое ниво на инфлација се смета за прифатливо. Со тоа ценовната стабилност како основна цел на монетарната политика ќе се квантифицира. Тоа ќе овозможи полесно да се утврди дали монетарната политика била или не била рестриктивна и дали можело или не можело да има повеќе кредити. Предлагаме во Законот за Народна банка да се дефинира што точно значи ценовна стабилност преку внесување на конкретна стапка на инфлација, ценовната стабилност да се дефинира преку основната стапка на инфлација, која ги исклучува движењата предизвикани од екстерните ценовни шокови, од цените на храната и енергијата, и да се одреди распон на прифатливо ниво на стапката на инфлација. И мерка број 15. Ослободување на банките од обврската за плаќање на премија за осигурување на депозити за кои фондот за осигурување не врши обештетување. Ова ќе значи помали трошоци за банките и можност за одредено намалување на цените на нивните производи и зголемување на кредитирањето. Почитувани,
ова не е целиот пакет. Во наредните денови ќе презентирам и други мерки.